Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на Колосек. Во вечерашната емисија ќе зборуваме за тековните активности на проектот Со читање до лидерство, кој што го спроведува Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. А наши соговорници на оваа тема се Ана Димовска и Викторија Димитровска од Фондацијата Чекор по Чекор. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. Благодариме за поканата. Така, проектот Со читање до лидерство се спроведува неколку години, но ние сега ќе зборуваме за тековните активности кои што се случија во изминатиот период. Но еве на почеток едно мало потсетување и вовед во нашиот разговор, што представува проектот Со читање до лидерство и која е неговата цел? Проектот Со читање до лидерство, како што самите и не најавивте, е спроведуван од Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор со финансиска поддршка од Американската агенција за меѓународен развој USAID. Започна да се спроведува во мај 2013 година, значи веќе 3,5 години сигурно чекориме кон реализација на проектните активности. И главна цел на проектот беше подобрување на јазичните и математичките вештини кај учениците од почетните оделенија, со фокус на учениците од второ и трето оделение, бидејќи јазичната писменост или раното описменување во нашите училишта започнува официјално со второто оделение. Една пресвртна точка во нашиот проект беше минатата година, кога со одлука на Министерството за образование и наука започнавме да ги спроведуваме нашите проектни активности во сите основни училишта низ Република Македонија. Предходно работевме само со 60 на училишта кои што беа избрани транспарентно по пат на отворен повик и кои што се базира пред се на нивната заинтересираност за учество. Меѓутоа, по спроведувањето на нашите проектни активности, кога Министерството виде колкав успех постигнуваме, беше решено да учествуваат сите училишта во овие проектни активности. Инаку проектните активности ги спроведуваме во неколку области или компоненти, како што ние ги нарекуваме, и тоа се процена на јазичната и математичката писменост, потоа професионален развој на наставниците и целите училишни тимови, формирање на заедници за учење, развивање на дигитални ресурси за учење и вклучување на семејствата и заедницата за да се подигне свесноста за важноста на писменоста, како јазичната, така и математичката писменост. Така, значи тоа е одличен доказ што Министерството за образование и наука донело одлуката да се спроведе оваа активност и овој проект во сите училишта. Значи проектот вродува со резултати. Кога опфаќаат активностите на овој проект и какви се резултатите кои што очекувате да ги донесе? Значи пред се ние нашиот примерен фокус е, како што напоменав, учениците од второ и трето оделение. Меѓутоа, за да ги зајакнеме нивните јазични и математички вештини, мораме да работиме со голем број на други засегнати страни во полето на образованието, па така да пред се работиме со наставниците од почетните оделенија и целокупната оделенска настава од прво до пето оделение, бидејќи знаете, циклусно се менуваат, односно една наставничка од пето оделение, подоцна може да има ученици од прво оделение. Работиме со стручниот актив во училиштата, односно психолозите, педагозите, дефектолозите, социолозите кои што се вработени во училиштата. Особено работиме и со училишните директори, бидејќи без нивната вклученост, мотивираност и потикнувачка улога не би било можно да се спроведуваат активностите во нашите училишта. Дополнително работиме со образовните институции, веќе го спомнавме Министерството за образование и наука, исто така наши партнери се и другите образовни институции во земјата, со посебен акцент на Државниот испитен центар, затоа што имаме цела една компонента која што се однесува на оценувањето на јазичната и математичката писменост. Меѓутоа, секогаш работиме и со целокупната заедница. Сакаме и ги вклучуваме се повеќе општините, ги вклучуваме медиумите, ги вклучуваме родителите, меѓутоа и поширокото семејство, бабите, дедовците, тетките, чичковците, па дури и оние жени кои што се грижат за децата кога не се на училиште, така да навистина имаме еден сеопфатен опфат на целокупната заедница за да можеме да ги постигнеме резултатите кои што сме ги зацртале во нашата програма за работа, а тоа е да се зголеми писменоста кај нашите најмлади ученици.
Така, ова одлично звучи. Јас ќе ги замолам и од режија, ако може да ги пуштат фотографиите да видат нашите гледачи за каков проект всушност станува збор, какви активности се одвиваат во училиштата, преку фотографиите се разбира. Од досега спроведеното во овие 3,5 години, дали сте ја оствариле целта и дали се постигнати резултатите кои што сте ги очекувале на почеток? Значи, знаете, сите проекти што се имплементираат, што се спроведуваат во образованието, се проекти за кои што е потребно време за да се видат вистински крупни промени. Значи, тоа е еден процес кој што ние сме го започнале во изминативе 3 години и тој процес продолжува. Се разбира дека веќе имаме одредени резултати во оние 60 училишта со кои што работиме од самиот почеток. Меѓутоа, еве, фотографиите покажуваат дека колку и да звучи ова сувопарно, нашиот проект е дочекан многу позитивно во самите училишта, бидејќи ние имаме многу интересни активности во кои што ги вклучуваме и децата, и родителите, и заедницата, така да навистина ние сме задоволни од она што досега го имаме постигнато, меѓутоа продолжуваме и понатаму со нови активности за кои што нели ќе зборуваме подоцна, да спроведуваме и да дојдеме до нашата крајна цел, односно подобрување на јазичните математичките вештини кај учениците од почетните оделенија. Така, и да според фотографиите се гледа дека учениците активно се вклучени во активностите. Колку тие се исполнети и колку се задоволни од тоа што се вклучени во еден ваков интересен проект? Па според она што ние го добиваме како повратна информација од терен, бидејќи ние многу често сме во училиштата, таму каде што се учениците, за директно да видиме што се нивните потреби, што е она што ние можеме да го адаптираме во нашите активности за да излеземе пресред на нивните потреби. Гледаме дека тие се навистина задоволни, тие со нетрпение, например, знаете дека ние имаме библиотека на Тркала, со која што патуваме низ целата земја, со посебен акцент на оддалечените планински и селски средини. И еве и денеска нашата библиотека на Тркала е во селата во околината на Дојран, така да кога децата ќе видат дека доаѓа нашата библиотека со Тркала, верувате, не пречекуваат со трчање, потоа не ни дозволуваат да си одиме, ајде да прочитаме уште една книга и слично. Исто така дополнително го имаме и детскиот креативен центар кој што се наоѓа во рамките на младинскиот културен центар, каде што децата во секое време се добре дојдени да го посетат и да поминат неколку часа, дали со нивните наставнички во рамките на училишните екскурзии или пак со нивните родители во попладневните часови кога имаат повеќе слободно време. И навистина е представа големо задоволство кога ќе се влезе во детскиот креативен центар и ќе се видат сите оние деца со родители и наставнички кои што се вклучени во различни активности за зголемување на јазичната и математичката писменост. Така е. Фондацијата Чекор во рамки на проектот на УСАИД со читање до лидерство го организираше и настанот Speech for Teach, инспирација за едукација. Што представува овој настан? Така, секоја, еве веќе како што кажавме, 3 години, повеќе од 3 години, откако се спроведува проектот на УСАИД со читање до лидерство, ние секоја есен имаме нешто големо да прославиме, а пред се, бидејќи во есен се слави на меѓународно ниво и меѓународниот ден на писменоста. Така што ние тоа фино го поврзуваме и со некои наши други активности, промоции, кои што сакаме тогаш да ги прославиме, да ги одбележиме заедно со нашите соработници, заедно со училиштата. Така во 2013 во септември официјално го отворивме. Значи проектот со читање до лидерство наредната година во 2014 година официјално го отворивме реновираниот детски креативен центар кој што го спомнавме претходно. Минатата година во 2015 година повторно во септември за да ја прославиме писменоста, пред јавноста официјално промовиравме збирка од 20 наслови сликовници кои што претходно гледачите имаа можност да ја погледнат на фотографиите. Тоа е една фино спакувана се извинувам колекција, библиотека на Тркала, кутија која што внатре содржи 20 наслови различни сликовници, која што веќе се наоѓа во секоја училница по оделенска настава. Оваа година повторно значи го одбележавме меѓународниот ден на писменоста со тоа што имавме и дополнителни 2 настани да прославиме и да одбележиме. Тоа е меѓународниот ден на наставникот и детската недела која што се одбележува во Македонија. Така значи оваа година го организиравме настанот
Speech for Teach, инспирација за едукација, кој што го организиравме на 5 октомври во Младинскиот културен центар во Скопје, во просторот на киното Фросина и Детскиот креативен центар, кој што го спомнавме и претходно. Така, значи 3 настани споени во една дадоа одличен резултат. За кого беше наменет овој настан и кој се учествуваше на него? Така, настанот, кога ние го најавивме во јавноста, значи тој беше отворен за целата јавност во нашата земја, за сите оние кои што беа заинтересирани, со посебен акцент до представниците од сите основни училишта во земјата, нашите соработници од образовните институции, од останатите невладини организации, но на наша голема радост пројавија интерес за учество, да не посетат и голем број на родители, ученици, така што целокупната јавност беше поканета. Така, јас ќе ги замолам од режија да ги пуштат фотографиите, да видиме што се случуваше на овој настан и како изгледаше. Од фотографиите можевме да забележиме нели дека публиката беше многобројна. Што се случуваше на оваа креативна конференција, ќе не класична конференција? Така, значи настанот Speech for Teach на наше огромно задоволство, како што може да се види на фотографиите, предизвика огромен интерес. Веднаш откако го најавивме, започна да звонат телефоните во нашата канцеларија, да се интересираат што поголем број на луѓе да дојдат и да бидат дел од овој настан на 5 октомври. И дента имавме околу 400 гости, што за нас е огромна бројка, огромен успех, бидејќи како што беше најавен настанот, тој беше една некласична креативна конференција, каде што ние ќе зборуваме за лични професионални искуства поврзани со писменоста и со образованието воопшто. За нас овој огромен интерес кај публиката е доказ плюс дека навистина во голем број не има кој што не интересира и кој што се залагаме за подобри услови за образование, за подобри услови за описменување на нашите најмлади ученици. Инаку настанот Speech for Teach всушност представуваше, како што рековме, некласична креативна конференција, каде што одбрани 7 говорници на сцена пред присутните ги представија преку интересни лични приказни, го представија своето лично и професионално искуство, како што рековме, од различни аспекти, меѓутоа сепак со посебен акцент на писменост и на образованието воопшто. Тука како говорници би сакала сега уште еднаш јавно да им се заблагодариме на нашите 7 говорници кои што беа фантастични на сцена, секој на свој стил, на свој личен и различен стил пред публиката, ги представи своите лични убедувања, лични искуства, но сепак поврзани со образованието и писменоста. Така тука како говорници ги имавме Небојша Мојсовски, кој што е директор на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, кој што го спроведува Македонскиот центар за граѓанско образование. И тој зборуваше воопшто за начинот на кој што ние ги воспитуваме и треба да ги воспитуваме нашите деца, да не се плашиме да ги поттикнуваме тие да учат преку грешки, да ги гледаат грешките како нешто позитивно од кој што можат да извлечат лекција и да продолжат понатаму на поуспешен начин. Потоа ја имавме Ребека Јанковска, која што е наш познат естраден уметник, нели со години наназад, меѓутоа во последните години таа е повеќе, да речеме, ангажирана во полето на борење за подобри права за лицата со попреченост, лицата со ретки болести, така што таа се појавува и како основач и претседател на Сдруженијето на лица со посебни потреби, Дајте ни крилја, и таа преку својата видео порака се обрати до публиката, откривајќи својата лична интимна приказна како таа како мајка на дете со ретка болест се справува со некои од предизвиците во училиштето и како незиното дете се интегрира за сега во последно време и успешно во основното училиште во кое што учи синот на Ребека. Исто така друга говорничка на настанот беше и училишниот педагог Убавка Бутлеска, која што работи во рурално училиште и со нас сподели како таа како училишен педагог успева да ги мотивира наставниците постојано да размислуваат на својот професионален развој и која е незината улога во самото училиште, како и наставничката по деленска настава Елена Апостолова, која што работи во Скопско основно училиште и која што всушност ја бранеше теоријата дека
да се има една убаво уредена и стимулативна училница во нашата држава не е тешко и не е утопија. Напротив, значи тоа е нешто кон кое што секој наставник заедно со родителите и учениците и нели поддршката на целокупниот училишен кадар треба да се стреми и може лесно да го достигне. И на крај, не случајно за на крај ги оставам, нашите специјални гости, тоа се двајца талентирани ученици од основно образование повторно, кои што се обратија на сцена. Тоа е Маја Мишевска, 13 годишна ученичка од Битола, која што, освен тоа што е талентирана во многу области, тука се јавува веќе и како автор на 3 книги за деца кои што се веќе објавени на Амазон и се достапни на меѓународниот пазар на англиски јазик, и Матеј Плавевски, повторно 13 годишен ученик од Скопје, кој што е значи млад истражувач, IT експерт, веќе можеме слободно да го представиме, и тој всушност и покажа како представи на публиката како некому на кого што му е толку лесно уште од најмлади нозе, значи тој уште пред да научи да чита, да пишува, па дури и да зборува, како многу повеќе го интересирала, го привлекувала технологијата, најпрво во домот, потоа и во училиштето, и како тоа сега тој својот интерес го користи за да доаѓа до нови откритија, нови решенија кои што би им помогнале на сите нас, би ни помогнале во секојдневието. Така, значи те одлично за едни млади талентирани ученици од 13 години, а толку да достигнале. Тие ги кажавте вие за какви приказни зборува, или за приказни со кои што се соочувале со лични искуства, нели? Која беше целта на овие инспиративни говори од 7 говорници кои што ги имавте на наставот? Како што спомнавме и на самиот почеток, целта ни беше да понудиме една интересна платформа, една сцена каде што на интересен начин, непосреден начин, преку своји лични приказни говорниците ќе ја раскажат, ќе го привлечат интересот на публиката и со тоа ќе ги актуализираме приказните, предизвиците, успесите во образованието, меѓутоа, како што рековме, преку лични приказни. И тоа се покажа како точно. Значи, нашата намера и нашето мислење е дека публиката ја интересираат, ќе го привлече нивното внимание, личната приказна на оној кој што се наоѓа во нивна слична положба, нивна слична ситуација и улога, тоа и се покаже како точно. Така што наидовме на супер одлични реакции кај публиката, имаше овации, аплауз, согласување со поголем дел од работите кои што беа изнесени кај нив, и пред се видовме дека постои и разбирање и дека голем дел од публиката и голем дел од нас всушност и поминуваме низ тие слични ситуации за кои што говореа токму и нашите 7 говорници на сцена. Така, по инспиративните говори публиката имаше можност да поставува и прашање, нели, кон говорниците, зашто најчесто тие се интересира публиката? Најмногу од прашањата од публиката беа насочени кон нашите најмлади говорници, веројатно тоа има нешто најинтересно. Најсилен впечаток им остави. Најсилен впечаток им остави да видиме и да чуеме од перспектива или од гледна точка на деца и на ученици како тие гледаат на образованието и што за нив значи едно постимулативно училиште, еден подобар наставник, како родителот може да им помогне и да ги поддржи во процесот на учење, и токму тоа беа и најчесто поставуваните прашања од страна на публиката. Така, по инспиративните говори следува и голем број други активности на овој настан, но за тие активности ќе зборуваме по рекламите. Почитувани гледачи, останете со нас, по рекламите се враќаме повторно во студиото. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашиот разговор за проектот со читање до лидерство кој што го спроведува фондацијата Чекор по Чекор. Ана, зборувавме за активностите, односно за прашањата, нели, кои што се интересираше публиката и кои што ги упатуваше кон говорниците. После инспиративните говори следува и низа број на други активности во рамки на овој настан, како што се едукативните работилници и демонстрации во детскиот креативен центар. Што се случуваше на овие активности? Така, и за вториот дел од настанот Speech for Teach имаше огромен интерес кај присутните, така што се префрливме по инспиративните говори, се префрливме во просторот на детскиот креативен центар за да продолжиме со тие едукативни работилници и демонстрации кои што беа пред се наменети за наставниците и за родителите.
направивме 4 видови на различни работилници, низ кои што сите присутни имаа можност да ротираат за да видат што поголем дел од активностите. 4 видови на работилници, значи беа најпрво имавме работилница каде што наставничка поделенска настава на пред присутните демонстрираше како тие сами можат да изработуваат дидактички средства по математика. Понатаму имавме професионален уметник кој што на присутните им демонстрираше како тие на лесен и забавен начин можат да самите да изработуваат илустрации и со тие илустрации да ги разубават приказните или сликовниците кои што ги изработуваат со своите деца. Исто така имавме и наставничка која што демонстрираше како училницата или пак домот, катчето во кое што учиме со своето дете, можеме да го претвориме на лесен начин во покреативна, постимулативна средина, така што тоа ќе биде едно попријатно катче каде што детето заедно со нас ќе сака што подолго да се задржи да учи. И исто така, за време на овој настан, имавме демонстрација на 2 нови прирачници, односно збирки, кои што ги подготви проектот на УСЕ со читање до лидерство. И тие се изготвени користејќи ја бесплатната алатка на Microsoft, наречена OneNote, која што се користи онлайн или офлайн, и сакавме да ја понудиме како една можност на сите наставници, но и родителите да ја користат за да стигнат до што поголем број на успешни практики кои што ние ги собравме од јавноста, и тоа повторно од различни профили кои што се вклучени во процесот на учење и описменување на децата. И тие ги собравме по пат на јавен повик, кој што проектот го имаше отворено пред неколку месеци, поточно во текот на месец мај и јуни оваа година. На наше огромно задоволство собравме голем број на практики, повеќе од 50 практики, кои што наши наставници, училишни библиотекари, педагози, психолози, училишни директори, но и родители ги испратија до нас. Ние ги спакувавме во една фина збирка која што е веќе достапна онлайн на нашата интернет страница на фондацијата Чекор по Чекор, и заедно со сите останати материјали, како што се сликовниците кои што ги објавуваме, останати прирачници за наставници, родители, сето тоа е достапно бесплатно, значи за целокупната јавност, и наша голема заложба и цел е што поголем број на наставници, родители и ученици истите да ги користат редовно. Така, јас ќе ги замолам од режија повторно третиот блок на фотографии да го пуштат од атмосферата на едукативните работилници кои што се случуваа во детскиот креативен центар по оној настанот од инспиративните говори. Ана, на кој начин може да сами да изработуваме дидактички средства за математика? И од искуството од едукативните работилници на настана. Така, ќе погледнат и во самите фотографии, има фотографии од таа работилница, која што е одржана наставничката поделенска настава Марија Богатинова. Всушност, таа е доста креативна кога станува збор во изработка на дидактички средства по математика. И ова се нејзини, да речеме, изуми, која што таа веќе успешно со години наназад ги користи во својата училница со најмладите ученици. Најпрво може би да објасниме за гледачите што подразбираме под дидактички средства математика. Тоа се оние помошни средства кои што ни се потребни, ни се неопходни освен учебникот и збирката задачи по математика, и кои што особено се важни за најмладите ученици да можат тие значи на лесен начин со манипулативни средства да ги поврзат и на еден полесен начин кој што е значи соодветен за нивната возраст, да ги поврзат со манипулативни средства кои што ќе им овозможат да всушност тие оние да можат тоа во пракса, значи да го употребат. Така јас се сеќавам дури во времето кога јас одев во прво оделение, наставничката во оделенска настава уште првата недела ни рече сите да донесеме кеса со графчиња или камчиња, значи не ни беше можеби на почетокот јасно, но во периодот веќе кога почнавме да учиме, да броиме, да собираме, да одземаме, да учиме множество и слично, видовме и те како ни беа потребни тие графчиња или тие камчиња кои што ни олеснуваа работата и всушност за нас тогаш, нели, на наша возраст и на наше на ниво ни
придонесуваат што полесно да се совлада материјата. Така, да се совлада материјата и да ни станат појасни тие операции. Само да дополнам, затоа што ние секоја година правиме истражување, каде што гледаме колку децата до кој степен ги совладуваат читањето и математиката. И во овие истражувања се покажува дека децата се уште имаат проблем во совладување на одземањето, што е, како да речеме, обрат на операција од собирањето, меѓутоа е многу потешка за децата да ја совладаат и особено текстуалните задачи. Што значи на децата, за да го совладаат прво концептот за број, им се потребни тие манипулативни средства или дидактички средства, графчиња, значи децата да можат да бројат, па да почнат да ги групираат во единици, десетки, стотки, за да ги стекнат тие основни поими што е број, што е собирање, што е одземање, за дури потоа, нели дури користење на прстите по едно време беше забрането, никако да не се пресметува на прсти. Па децата под клупата со прстите. Точно тоа, за жал се уште се случува, значи ние ги охрабруваме наставниците се додека децата имаат потреба да си помагаат со своите прсти да го прават тоа, заради тоа што тоа е поврзано со нивниот развој, интелектуален, когнитивен развој, така да тоа не е ништо страшно, напротив, треба да им овозможуваат да пресметуваат на прсти, затоа што истражувањето ни покажа дека децата преферираат да пресметуваат на памет, односно без да се служат ниту со молив, хартија, ниту со овие дополнителни средства, ниту со прстите, а тоа им го отежнува процесот на решавање на задачите. Така да оваа наставничка навистина ни кажа како од наедноставни работи може да се создадат овие помошни средства со кои што полесно и поинтересно ќе се совладува математиката. Така. Тоа е за делот на математиката и дидактичките средства, но на активностите беа проследени и презентации, меѓу другото, нели, како да се уреди една училница и да се претвори таа во едно пријатно катче каде што учениците ќе го поминуваат таа своето време. Колкава улога игра уредувањето на училницата во образованието на децата? Огромна улога. Повторно, значи, тоа е едно од наудите на нашето истражување и на сите наоди истражувања кои што се прават и на светско ниво. Знаеме дека средината во која што детето учи, во која што поминува голем дел од времето секојдневно, треба да ја направиме што постимулативна, што попријатна, особено тоа важи и за дечињата на најмала возраст. Меѓутоа, таа стимулативна средина за учење не треба да ја занемаруваме и во подоцнежните години од образованието. Така што ние во рамки на проектот на УСАИД со читање до лидерство имаме и посебен вид на обуки кои што ги спроведуваме во училиштата. Токму и во овој период во тек се тие обуки ги имаме насловено Нашата училница, нашиот свет и веќе се достапни за представници од сите основни училишта и тие всушност обуки представуваат едно практично преуредување каде што ние одбираме училница од основно училиште и со здружени сили наставниците, останатите представници од училиштето, но и родителите, бидејќи сметаме дека тие се главни и важни партнери во уредувањето на училницата, бидејќи тоа е сепак катче каде што нивното дете поминува голем дел од времето секојдневно. Така што, како некој од насоките на кои што ние апелираме и ги упатуваме наставниците и родителите, кои што треба да ги имаат предвид кога ја уредуваат училницата, е дека треба што повеќе, особено во овие почетни оделенија, што повеќе да го избегнуваат фронталниот начин на поставеност на клупите, да им овозможуваат на дечињата повеќе простор за дружење, за полесна комуникација, како со другарчињата, така и со наставникот, работа во групи, работа во поставеност во форма на буквата П, каде што сите дечиња полесно ќе можат да комуницираат меѓу себе и со наставникот, како што рековме. Сите оние материјали кои што треба да им се достапни за секојдневната работа, да им бидат што повеќе на дофат на децата. Исто така, оделенската библиотека треба да зазема важно место во секоја училница и тоа е нешто на кое што постојано апелираме. Треба книгите да им се што повеќе на дофат на децата, тие секојдневно да ги гледаат и со тоа ќе зголемиме шансата тие да земат и да ги читаат и да ги препрочитуваат редовно тие книги. Така што постојат
насоки на кои што ние постојано апелираме и сето тоа оди во функција на уредување на училницата во едно што постимулативно катче, значи да избегнуваме празни, здодевни зидови, меѓутоа од друга страна пак и училницата, кога ќе влеземе во училницата, таа не треба да изгледа како да сме влегле во книжарница, да биде со готови купени постери и производи, напротив, таа треба всушност да го изразува духот на тоа оделение кое што учи во училницата и многу е топло и стимулативно за учениците кога зидовите на училницата се исполнети токму со нивни продукти, нивни творби, нивни креативни идеи. Да. И тие се разбира треба постојано како се менува наставната материја која што ја совладале, така и тие да се менуваат, да го рефлектираат она кое што децата во тој период го учат според наставната програма. Дури ние сега ги вклучуваме и самите ученици во обуките, бидејќи нели кога ја преуредуваме една училница за време на обуките и учениците се нели најважниот фактор за се разбира како сите ние што сакаме домот да си го уредиме, кога ќе дојдеме дома да ни биде убаво и пријатно за престој, така сакаме и учениците да се чувствуваат во нивните училници. Ние знаеме дека постои недостиг на финансиски средства за некои луксузни скапи материјали и затоа сите овие обуки што ги правиме се фокусираат на материјали кои што ги имаме ние во секојдневниот живот, кои што дури несвесно ги фрламе, наместо да ги рециклираме, да ги искористиме за нешто ново. Па токму затоа навистина посветуваме внимание на ова, бидејќи знаеме каква е ситуацијата и во училиштата. Меѓутоа верувајте, бидејќи постојано сме на терен, сме виделе секакви училници, значи сме виделе во самиот центар на Скопје училници кои што воопшто не се стимулативни, а сме биле и во центар Жупа, значи кое што е оддалечено место, меѓутоа кое што учителката и по 20 години се уште ја користи чекор по чекор методологијата која што ја научила во 90-тите и со тоа сака да ни каже дека додека трае проектот не значи дека само тогаш треба да се применуваат тие техники, треба да остане тоа точно, тоа е нешто доживотно учење што веројатно ако еднаш научиш како треба да си ја уредиш училницата, не треба веднаш да ја заборавиш, доколку да речеме проектот со читање до лидерство заврши, туку треба да продолжи понатаму. Така. И одлична е сликата, нели, која ќе се влезе во училница, која што е на еден вид шаренолика, нели, сепак со работи направени од самите деца. Колку е важен еден ваков настан за учениците, наставниците, за родителите? Доколку зборуваме нели за настанот Speech for Teach, сепак се она што работиме, иако во дел од активностите кои што ги видовме на почетокот преку фотографиите, ние директно работиме со самите ученици, како што се активностите во детскиот креативен центар или пак активностите со библиотеката на Тркала, но во дел од активностите работиме со наставниците и со нивните родители без да ги вклучиме децата, сепак секој пат имајќи на ум дека наша крајна цел, наши крајни корисници се дечињата и крајната цел е сите ние да научиме што подобри техники, што подобри начини, за да можеме да им помогнеме на најмладите ученици тие подобро да ги совладаат почетните вештини по мајчин јазик и математика. Така. Еве, освен тоа што зборувавме нели за училницата како еден важен сегмент да биде убаво уредена, да биде стимулативна, да сакаат учениците да престојуваат нели и мора да престојуваат поголем дел од денот, но сепак таа училница да ги инспирира, да учат повеќе, да се надоградуваат повеќе. Со какви материјали од проектот со читање до лидерство располагаат училиштата? Значи, проектот веќе, како што спомена и Јана, ги дистрибуираше тие мали библиотеки на Тркала, односно мали 20 на наслови сликовници, кои што треба да ја збогатат секоја библиотека во рамките на самата училница и дополнително комплет на сликовници за самата училишна библиотека. Значи, она што ние сакаме да го промовираме е да во секоја училница има едно читачко каче, односно каде што учениците, кога едноставно ќе се заморат од она што е подудено како наставна содржина, ќе може да одат и во мир и тишина да прочитаат, да пролистаат некоја сликовница. Значи, ние обезбедивме вакви 20 наслови и апелираме, уште еднаш ги охрабруваме наставниците тие сликовници да им бидат достапни на самите ученици, да не
бидат некаде далеку скриени, високо или заклучени. Знаеме дека тие се плашат дека некој можеби ќе ги земе, ќе ги изнесе од училницата и нема да ги врати. Меѓутоа од друга страна исто ги поттикнуваме во како една вистинска библиотека да направат еден систем на позајмување на книгите, со што кај децата ќе се роди таа идеја дека тие можат да се ја земат дома, да ја прочитаат за време на викендот, меѓутоа да ја вратат во понеделник за следниот викенд да можат да земат, да изнемат друга книга. Исто така секоја година дистрибуираме и календари. Минатата година тоа беа календари во кои што имаше инспиративни идеи, значи за секој ден што може да се со што може да се збогати наставната содржина за да им биде интересно на децата. Оваа година подготвивме така наречени вечни календари, односно каде што самите ученици можат со помртнување на стрелката да го означат тековниот ден, месец, денот во неделата. И истовремено постои простор да се запишат кои се омилените книги кои што ќе ги читаат оваа недела, кој е математичар на неделата, кои родендени ќе ги славиме оваа недела. Значи интерактивни работи кои што ќе им овозможуваат на учениците самите да вежбаат пишување, да вежбаат читање, значи сите заеднички кои што исто така е многу интересно изгледа и самиот календар и кои што заеднички можат да го уредуваат. Дополнително ние секогаш имаме и некои интересни шарени материјали, значи секој ученик добива и така наречен обележувач за книга, каде што има и мали совети кои што може да ги споделат со родителите, како на пример советот дека треба секојдневно да се чита од 15 до 20 на минути, најпрво нели со помош на родителите, подоцна самите деца да се оспособа да читаат, веројатно и со другите членови од семејството. Потоа ги имаме овие мали флаери, значи каде што повторно имаме совети за родителите, меѓутоа и пошироката заедница за како заеднички можат да изработат сликовница, бидејќи знаеме дека децата на почетокот сакаат една иста сликовница да ја повторуваат многу пати додека не ја научат нејзината содржина, меѓутоа со возраста децата сакаат нови интересни содржини, па кога веќе нели финансиски не може да се купува сликовница секој ден, меѓутоа можат заеднички родителот, децата, бабите, дедовците да помогнат во изработка на една интересна сликовница. Така. Одлично искуство вака од досегашниот разговор кој што го водиме, а кои други активности се реализирани во изминатиот период, секако во рамки на проектот со читање до лидерство, освен овие кои што ги споменавме? Па веќе кажавме дека ние работиме на истражување, значи во мај 2016 година направено е досега најобемното истражување во рамките на нашиот проект, каде што проценувавме јазичната и математичката писменост кај учениците од второ и трето одделение на македонски, албански и на турски јазик. Во моментот значи се анализираат резултатите, ги имаме значи некои од прелиминарните резултати, меѓутоа чекаме да биде конечно финализиран извештајот за да можеме да го представиме пред образовните институции и се разбира пред училиштата, бидејќи морам да ги поздравам сите оние кои што учествуваа во овој процес, а тоа беа наставници, педагози и психолози, кои што навистина посветено ги оценуваа, ги проценуваа учениците. Ова не се работи за некои тестови, меѓутоа тоа е да речеме проценка на читањето, колку течно учениците читаат и колку го разбираат она што е прочитано, бидејќи тоа е и фокусот на нашиот проект. Не е битно само да се прочита нешто, доколку не се разбере содржината на читање. И дополнително во математика проценуваме колку знаат да собираат, да одземаат, решавање на текстуални задачи, меѓутоа и различни геометриски задачи, така да видиме во основните математички јазични вештини докаде се нашите ученици на национално ниво, бидејќи знаеме дека во изминатиот период беа воведени голем број на новитети и реформи во образовниот процес, меѓутоа не знаеме кои се резултатите од тие реформи, па ова е да речеме еден мал придонес на проектот за да видиме каде може зајакнато да делуваме за нашите деца нели да имаат повисок успех. Од друга страна исто така продолжуваме со обуките, веќе неколку пати кажавме, значи имаме обука за јазична писменост, за математичка писменост и она обука за преуредување на училниците.
Исто така во 65 училишта веќе имаме заедници за учење, односно колективот од наставници заеднички работат на интересни развојни активности, споделуваат искуства, а потоа се вмрежуваат со други училишта, бидејќи верували или не, меѓутоа наставничката професија е најосаменичка професија, бидејќи иако сте обкружени со деца, кога ќе затворите вратата од вашата училница, сами сте во училницата и доколку не споделите нели со вашите колеги, никој нема да знае што точно се случува во вашата училница. Дополнително продолжуваме со посетите од библиотеката на Тркала, одиме во сите оние училишта кои што пројавиле интерес и не контактирале. Вратите на детскиот креативен центар е отворен, а наскоро ќе продолжиме и со работилниците за родителите, за како да креираат сликовници и како на покреативен, поинтересен начин заеднички да учат математика со нивните деца. Така, еве нашата вечерашна емисија ќе искористиме и да најавиме и нова кампања на фондацијата Чекор по Чекор и идните планови секако. Така, се она за што до сега зборувавме и сите оние наоди со знанија кои што ни се особено важни да стигнат до што поголем број на наставници и на родители, бидејќи тие најдиректно, најнепосредно се вклучени во процесот на описменување на дечињата, сакаме да ги спакуваме и да ги пренесеме до јавноста и затоа да јавуваме дека набрзо, кон крајот на оваа година, организираме кампања која што ќе биде представена во јавност и која што на еден практичен начин ќе служи да ги едуцира на сите овие совети, практични мали совети кои што во секојдневието можат да им помогнат на наставниците и на родителите, додека учат да читаат, додека учат математика со своите деца, па се надеваме дека ќе ги искористат на позитивен начин. Така, сега накратко ја најавивме кампањата, а кога ќе започне да се спроведува, јас ве ветувам дека повторно ќе посветиме една емисија од 40 минути да објасниме убаво кампањата на нашите гледачи. Така, јас тука ќе ви се заблагодарам за вечерашното гостување. Се надевам дека не испуштивме нешто од овие тековни активности. Секако ќе имаме нели и наредна можност, како што веќе ви ветив дека повторно ќе имаме една емисија за новата кампања која што ќе започне да се спроведува кон крајот на годината. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе продолжите со овој проект и со овие активности, затоа што навистина ова им треба на децата. Благодариме на поканата уште еднаш.